Добро вечер со уште едно издание на Код. Во оваа емисија обработуваме два случаи на мито и корупција. Еден од случаите како да нема крај на криминалот затоа што Код веќе неколку години го обработува. Тоа е случајот со Соравија. Останете со нас. За зградата на Соравија, во која влезе Дрина Ахмети, Код пишуваше неколку пати. Но откривме и нови детали за најновите случувања со мито во рацете на првиот човек на Државниот инспекторат за земјоделие, кој беше фатен како зема мито од 50.000 евра. Васе Анакиев, но и претходниот случај во кој е вмешан екс-директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и рурален развој Илија Стоилев, кому му се суди за примање подкуп и финансиски малверзации со користење на ИПАРД фондовите. Овие два случаи со мито го тресат земјоделскиот сектор, а 20 директори на Агенцијата за поддршка на земјоделството и рурален развој Илија Стоилев и на Инспекторатот за земјоделство Васе Анакиев завршија зад решетки. Стоилев седна на обвинителна клупа за злоупотреби на ИПАРД 3 програмата, а Анакиев се гони за злоупотреби со увоз на земјоделски производи. А цифрите на бараниот подкуп исти – 50.000 евра. Кото открива како се одвивала шемата преку која на Стоилев му биле ветени парите за да го одобри проектот на фирмата Сигнас Арго во собственост на поранешниот министер Џевдет Насуфи. Во тек е истрагата како под седиштето на автомобилот на Анакиев се нашле парите за да издаде дозвола за увоз на стока. Марија Митевска има повеќе. €50.000 мито кое Илија Стоилев ќе го чини функцијата директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, но и слободата. Код открива како се одвивала шемата за преку подкупот да се одобри проектот ИПАРД 3 програмата. Се почнало со барањето на фирмата Сигнас Агро од Струшко Велешта, поднесена во јуни 2024 година. Барале финансиски средства преку ИПАРД програмата за набавка на машини за преработка на пченица, но проектот во агенцијата бил рангиран со помал број на бодови. Управител на фирмата во тоа време бил Џевдет Насуфи, кој е поранешен министер за правда и за локална самоуправа во владата на Љупчо Ѓорѓиевски. Решил работите да ги земе во своји раце и да најде друг начин како да дојде до ИПАРД средствата. Стапил во контакт со Фејзула Фејзула, сега обвинет. Причината? Неговиот брат, Амет Фејзула, работел во управата за јавни приходи. Тој бил клучниот контакт кој ќе треба да го спроведе планот за проектот да го добие зеленото светло, а за тоа Насуфи бил спремен да плати. Според обвинението, на Фејзула ќе му даде две суми на пари – 5.000 евра и дополнителни 20.000 евра, кои биле ветени од подарок за Стоилев. Тогаш почнала да се плете мрежата. Амет Фејзула имал пријателка која работела како помлад соработник во Министерството за земјоделство. Таа требала да влијае врз Стоилев. Во едно скопско кафуле, браќата Фејзула се сретнале со неа. Веќе обезбедените 5.000 евра ги поделиле меѓу себе. 2.000 евра чинела помошта на соработничката од Министерството која повеќе пати се сретнала со Стоилев во угостителски објекти. Му пренела дека обвинетиот ДЖН, Џевдет Насуфи, ветува и нуди подарок парични средства во значителна вредност, висина од 50.000 евра, пошто откако обвинетиот ИС, Илија Стоилев, го примил ветувањето за подарок и се согласил да го изврши службеното дејствие, кое не смее да го изврши. Испланирале Насуфи да се сретне со Стоилев. Прв пат се виделе во јуни минатата година. Местото на средба била Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. Во институцијата која представувал Стоилев, побарал и добил ветување од 50.000 евра. Потоа на сцена стапиле четворица службеници од секторот за одобрување на проекти. Следниот чекор бил да се најде начин
како Сигнас Агро да се најде погоре на ранглистата. Службениците на проектот му дале дополнителни 10 бодови и го одобриле. Околу 10 милиони денари или речиси 169.000 евра била вредноста на одобрениот проект. Директорот Стоилев, иако знаел дека Сигнас Агро не ги исполнувала условите за избор на 6 ноември, го склучил договорот со Насуфи и при тоа примил дел од ветениот подарок во висина од 400 евра, според обвинителството. Од доказите може да се увиди дека Насуфи со себе носел прилична сума на пари. 2700 евра со банкноти од по 100 евра и 2550 евра со банкноти од по 50 евра. Илјадници евра не биле пронајдени само кај него. При претресите на домовите на двајцата браќа биле одземени и тие 20.000 евра, кои Насуфи им ги дал како дел од исплатата за митото, како и уште 2000 евра. Ко дознава дека им се влегло во трагата благодарение на друг предмет кој го работело обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. За прв пат ова обвинителство спровело посебни истражни мерки, а не како во досегашната пракса, тоа да се прави од страна на МВР. Во реално време се слушало и во реално време се преземале действија. Сега се поставува прашањето дали ова е единствениот изолиран случај или сепак обвинителството не застанало тука и ќе излегуваат на површина и нови предмети. Врз основа на индици што произлегува од собраните докази, се постапува во предистражната постапка. Стоилев веќе седна на обвинителна клупа, но во ведните зборови на обвинителката која го води предметот, Наташа Поптрајкова не ги слушна. Судот донесе одлука да и даде 1 месец на одбраната да се запознае со доказите, кои иако обвинителството ги доставило до судот, тврдат дека не ги добиле. И додека се чека судењето за Стоилев да започне во земјоделскиот сектор, одекна уште еден случај на корупција. Овој пат од 100.000 евра мито. Директорот на земјоделскиот инспекторат Васе Анакиев заврши зад решетки. Ги барал парите од увозник на земјоделски производи, кој дознава дека станувало збор за увоз на ѓубрива. Иако многу пати претходно ваквата стока била увезувана, Анакиев вршел притисок врз неговите вработени да не дозволат да ја премине границата. Како оправдание, на шпедиторот му било истакнато дека стоката што требало да се увезе не е во согласно со законските прописи. Како резултат на притисоците, стоката повеќе денови стоела на граничен премин. Па откако оштетениот побарал образложение за забраната, осомничениот да започнал действие на барање на подкуп. Според сознанијата на КОТ, камионот кој го транспортирал ѓубривото, откако на едната граница не му бил дозволен влез во државата, се упатил кон друг премин и влегол од Косово. Првата рата од 50.000 евра му била однесена на Анакиев од страна на директорот на фирмата. Парите ќе бидат пронајдени во автомобилот на Анакиев, биле сокриени под совозачкото седиште. Како и Стоилев, и Анакиев доби наследник на функцијата. На официјалниот сајт на инспекторатот нема податоци кој е сега директор, иако и по апсењето некое време стоеше името и презимето на Анакиев. Код дознава дека инспекторатот сега го води Ивица Ангеловски, поранешен вработен во Министерството за земјоделство во фитосанитарната управа. Стапивме во контакт со него, но тој немаше доволно информации за случајот и се оправда со тоа дека само кратко е во кабинетот. И двајцата поранешни директори од притвор го чекаат епилогот. Беа назначени на функцијата при промена на власта во 2024 година. Стоилев беше председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Свети Николе, а Анакиев подпредседател на Социјалистичката партија, која е дел од владеачката коалиција. Нивните наследници сега ја имаат задачата да го обелат образот на институциите од кои пред се зависат земјоделците.
Во вториот дел на оваа емисија за веќе познат случај, но со нови детали. Се продава Соравија со која оперира Дрин Ахмети, внукот на лидерот на ДУИ, за над 22,4 милиони евра. Извршител го распишал огласот по деновите на жалост закочани. Ова беше последната информација до која стаса своевремено код поврзана со шемата на купување и продажба на зградата во центарот на Скопје. Фирмата Тхор на Дрин Ахмети, заедно со фирмата каде беше управител неговата сопатничка Ерзана, не застанале овде. Соравија Инвест е во црвено и со блокирана сметка под стечај. Дрин, кој на македонската јавност се представуваше како голем бизнисмен кој ќе ја разработи Соравија, всушност е заплеткан во долгови кон доверителите, особено кон бугарската прва инвестициона банка, која ја држи зградата под хипотека. За да ги избегне долговите, смислена е шема за нелегален стечај. Но и ова не е се. Фирмата Тхор се јавува и во друга сделка, со фирма од Азербеџан како инвеститор во бизнис со води, кој никако не се реализирал, но намерата била да се земат европски пари преку Министерството за екологија, а Тхор, наместо да ги плаќа долговите кон доверителите, префрлал пари кон азербеџанската фирма. Во овој код ја отплеткуваме мрежата која се обидел Дрин Ахмети да ја сплете кон банката, УЈП и другите доверители во случајот Соравија. Модерен и со митско име. Сега наместо Соравија се вика Валхала. Поврзан со роднина на високо позициониран политичар, со вредност во десетици милиони евра, ама е дел од фирма која падна во стечај. Ова е личната карта на Соравија, деловниот центар, а поново Валхала кулата. На сликата наместо зградата би требало да стои ликот на млад човек, бизнисмен, ама и внук на лидерот на ДУИ Али Ахмети, Дрин Ахмети. Во средината на јануари 2025 екипа на Код направи интервју со Дрин Ахмети на врвот на зградата Соравија, во седиште на компанијата Тор, чиј собственик е токму младиот внук на долготрајниот лидер на ДУИ. Mr. Drin Ahmeti, we are now on the 11th floor of Soravia. Who is owner of Soravia? So, as of now, the title still belongs to Mr. Hana Soravia. However, we have a transaction, a lot of payments were made, an agreement was signed. We have management over the building since August, I believe, 31st of August 2023. We manage the building. And in the coming few weeks, we are also going to change the title to an investment fund, which has a lot of investors, including me, and all the documents and all the necessary facts of how this transaction came to be will be revealed to the whole public, and that will be my request. As of now, the institutions, the 5 institutions we invited on 4th of July to conduct an investigation on the deal, a few days after my press conference when I said that we have signed an agreement for the purchase of Soravia Invest, which is the company that owns the building. And the institutions for 18 months haven't provided any question. Во неколку недели и наредните 2 месеци никаков инвестицијски фонд не се појави во македонските деловни книги како сопственик на Тор и преку тоа на Соравија Инвест и највредниот имот на оваа деловна врска – зградата во центарот на Скопје. Единствено во периодот пред интервјуто како сопственик на Соравија Инвест влезе друга мала австријска фирма – Райтер Фуд, која е поврзана со Хано Соравија, градителот и првобитниот инвеститор на зградата која го носи неговото име. На средината на март, Македонија ја погоди големата трагедија и наредната недела, додека државата се уште беше во шок по пул скочани. Скопски извршител во име на бугарската прва инвестицијска банка, како носител на право преку даден кредит од 15 милиони евра на фирмата Соравија, распиша и објави лицитација за продажба на зградата. Огласот за продажба е распишан на 24 март 2025, а на почетокот на тој месец
Соравија Инвест го избришала и бугарскиот управител Валери Русев од Централниот регистар. Па така, единствен управител останува Екзона Ризмани. Медиумите на 2 април лани објавуваат за огласот за продажба на Соравија, а Тор на Дрин Ахмети 2 дена подоцна реагира со тврдење дека Соравија има ново име – Кула Валхала, и дека кираџиите не треба да се плашат, бидејќи никој нема да ја откупи зградата од нив. Почетната цена на зградата на лицитацијата е 22,4 милиони евра. Но надавањето никогаш не се одржува, бидејќи на почетокот на април е поднесено барање за стечај на Соравија, поради што лицитацијата мора да сопре. Барањето за стечај е поднесено од фирмата Тор, за која Дрин Ахмети тврди дека е собственик на зградата, и од неговата соработничка и партнерка и тогашна управителка на Соравија Екзона Ризмани. Наместо митска скандинавска приказна за Валхала, сценариото добива македонски традиционални примеси полни со сомнежи за корупција, кои почнаа со првото спомнување во иста реченица на внукот на лидерот на ДУИ на Соравија. Се започна кога младиот внук на лидерот на ДУИ Али Ахмети, Дрин Ахмети, се пофали дека станува втор по големина собственик на зградата во центарот на Скопје, позната под името Соравија. Најавено беше дека уделот ќе биде 39%, а тој ќе управува со бизнис центарот. Оваа зграда го добила името по собственикот, австриската фирма Хано Соравија, која пак отвара подружница во Македонија со името Соравија Инвест. Најавено беше и дека фирмата Певлаку од Албанија ќе има 51% собственост, а со 10% ќе остане Хано Соравија. Се беше најавувано, но не и реализирано. Објавуваше дека како млад бизнисмен од Кичево ќе стане втор по големина собственик, а мнозински ќе биде Владимир Пјетро Ѓокај со албанската компанија Певлаку, најмал австриската Хано Соравија. Но никој не кажа за колку и како е купена Соравија, која тонеше во долгови. Долгот е поради хипотекарен кредит, кој е земен од бугарската прва инвестициона банка и изнесувал околу 15 милиони евра. Но податоците од Централниот регистар и во тоа време покажуваат дека нема доказ дека Тхор и Дрин Ахмети станува собственик на Соравија Инвест, туку само управител. Намерата е да се издаваат канцелариите во бизнис центарот. Заработката месечна, според пресметката на Кот, е околу 300.000 евра. Од тие средства, 200.000 треба да се дадат на банката за да се врати ратата на кредитот, а остатокот да оди за покривање на трошоците за одржување, но и даноци кон државата. Времето поминува, а Соравија тапка во место. Ратите не се плаќаат кон банката, а бизнисот не се развива. Банката почнува да бара наплата на хипотекарниот кредит, но и УЈП заради ненаплатениот данок, како и други домашни фирми на кои Соравија Инвест им должи. Вкупниот долг достигнува 15,5 милиони евра. Банката како најголем доверител ја покренува реализацијата на хипотеката и распишува лицитација. Лицитацијата не успеа, но веќе наредниот месец има друга операција која ја смислува Тхор, односно Дрин Ахмети, за да ги избегне плаќањата кон доверителите. Постапка за стечај. Според правилата, по прогласување на стечај на Соравија Инвест, треба да се утврди имотот, да се продаде и да се исплатат долговите. Сметката на Соравија Инвест веќе претходно е блокирана, а има и активен долг кон УЈП, што е над 1 милион евра, но и кон другите доверители. Меѓу крајот на април, кога пропаѓа лицитацијата, и 8 мај, раководството на Тхор, односно собствениците и управителите Дрин Ахмети и Екзона Ризмани, кои се во деловна и лична врска, изготвуваат документација за покренување на стечај како би ги избегнале обврските. Но ова е само маска за понатамошниот план на Дрин Ахмети и неговата сопатничка. Планот е да се направат што е можно повеќе фиктивни договори, со кои тие би станале мнозински доверители на Соравија Инвест и да го превземат стечајот, но да не ги исплатат доверителите со околу 15 милиони евра. Половина милион е неплатениот данок кон државата. Фирмата, која беше најавена дека ќе биде собственик во Соравија Инвест, Певлаку, никогаш не е впишана во собственоста, туку се јавува само како фирма, преку која се вршат плаќање на фиктивни фактури кон Соравија Инвест.
Дали токму стечајот е она што најмногу го посакуваат овие фирми? Дури да ја стави Соравија Инвест во стечај, Дрина Ахмети морал да креира побарување од над 50% за да го контролира стечајот. На подрачјето на Скопје, во Основниот суд, има само двајца стечајни судии. Во 2025 тоа биле судиите Артан Лимани, кој подосна избран за судија во апелација, и судиката од Кичево Ирена Антовска, која се уште работи стечајни постапки. Дали е можно лесно да се намести кој од двајца судии за стечај ќе биде на постапката? Според постапките на Дрина Ахмети, можно е. На изден за иста фирма, барање за стечај поднесуваат двајца. Со барањето во рака, Дрина Ахмети, кој вели дека е собственик над Хор, а преко тоа и на Соравија Инвест, и неговата сопатничка Екзона Аризмани, која е управител во Соравија Инвест. И двајцата поднесуваат барање за стечај на Соравија Инвест. Дури и бројчињата се едно по друго, 81/25 и 82/25. Решението ги покажува и двете бројчиња кои се споиле во еден предмет. Бидејќи двајцата судии ги добиваат барањата, едниот се откажува од водењето на овој стечај. Предметот доаѓа во рацете на стечајната судејка Ирена Антовска. Но она што е најконтроверзно и може да се види од решението на Основниот граѓански суд Скопје, која го поднела Ерзана Аризмани за отварање на стечајна постапка, е дека Итхор и Соравија Инвест ги застапува ист адвокат, како две спротивставени страни во постапката. Тхор бара стечај, сметајќи дека Соравија Инвест му е должник. Во ова решение не може да се види долгот на Соравија кон Тхор. Она што уште повеќе боде очи е адвокатката Марина Цунева, која е адвокатка и на тужителот, и на тужениот, и на Тхор, и на Соравија Инвест. Нешто што во адвокатската пракса е неможно. Таа ги застапува и двете фирми на рочиштото кај судијката Антовска. Практично во просторијата има само тројца: судијката, записничарот и адвокатката, која прво во судницата настапува како тужител кој бара стечај, а потоа се префрла од другата страна и настапува како тужена странка, што е спротивно на законот за адвокатура. Судијката не го прекинува рочиштето и на тој начин нелегално почнува стечајната постапка за Соравија Инвест. Но судијката смета дека не е уреден предлог за уредување на стечајна постапка и ги задолжува во рок од 8 дена да ги донесат потребните документи. Потврда од банката која го извршува платниот промет за должникот за состојбата на сметката и ненамирените побарувања, и извештај за имотот со докази за собственост и одлука за отварање стечај. Ова се случува на 16 април 2025. Но поменуваат речиси 2 седмици, а не 8 дена, колку што е законскиот рок. Стечајот е официјално отворен на 2 јуни минатата година, а стечајниот управник го превзема официјално во Централниот регистар на 17 јуни. Од тогаш до сега, тројца стечајни управници се менуваат во постапката. За сега, активен стечајен управник да е Томе Петров. УЈП, пред да се блокира сметката, успева да наплати половина милион долг што го имала Соравија Инвест за неплатен данок. Кога Дрина Ахмети го дава во јанари интервјуто за Код, веќе бил под притисок од банката и доверителите за наплата на долговите, а сметката е веќе блокирана. Апетитите на Дрина Ахмети се големи да развие бизнис во повеќе сектори и секогаш му се вртат милиони евра, вистински или фиктивни. Овој пат тоа е остаток од проектот кој чинел 19 милиони евра за рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во општина Кичево, поточно од селото Зајаз до селото Другово. Датум на започнување на проектот е февруари 2023, а датумот за завршување е февруари 2026. Но до денеска овој проект не е реализиран. Требало да го гради азербејџанската фирма Акели Груп Limited Liability Company, која во март 2023 била отворена во Кичево, а на 20 јануари 2024 подружницата е преместена во Скопје. Дејноста е изградба на комунални објекти за течности, а овластено лице Мажди Джалалоглу Исмаилов. Работата почнала, но не се завршила. Проектот е одобрен од Министерството за животна средина. Искористени се само 3 милиони евра.
Но како Дрин Ахмети, освен со родното место на својот чичко Али Ахмети, е поврзан со азербеџанската фирма. Според извори на КОД, тој во азербеџанската фирма прифрала од ХОР како позајмица околу 2,5 милиони евра. Овие пари не завршуваат во Азербеџан, туку на сметка во Србија. Акели Груп Limited Liability Company има и своја подружница во Албанија и таму е истиот управител Мажди Джалалоглу Исмеилов. Според ова, регистрирана е уште во 2011 година. Но кога проверивме дали е активна, покажа дека е со блокирана сметка и не е повеќе активна. Сега се истражува намерата на оваа фирма, која дала банкарска гаранција за проект, но по кусо време банката пропаднува. Се работи за Муга банка, ОДЖСЦ, на која Централната банка на Азербеџан ја одземала лиценцата на 19 октомври 2023. По одлука на апелациониот суд во Баку, по неколку дена таа е во стечај па ликвидирана, бидејќи вкупниот капитал на банката паднал под законскиот минимум. Така канализацијата останала непоставена, а парите за овој проект неискористени. Но она што допрва треба да се истражува е од каде му се 2,5 милиони евра на Дрин Ахмети, кој од својата ТХОР ги префрала токму на азербеџанската фирма, која денеска веќе не постои, заедно со банката. Во јавните деловни книги е запишан стартот на стечајната постапка за Соравија Инвест. Барањата се поднесени на почеток на април, а првиот судски документ е издаден на 8 мај лани. Тогаш почнува да тече постапката за пријавување на долгови. Но интересно е што двете барања не стигнуваат од надворешни доверители, туку од натрешните луѓе. Првото барање за стечај е од Тор Индустрис на Дрин Ахмети. Второто е од самата управителка на Соравија Инвест, Екзона Ризмани. Невообичаено, но поминало во судските кругови во Скопска двојка, а за извршител е избран човек регистриран за вршење на извршителска дејност на територија на Основниот суд Тетово. Се усвојува предлогот на предлагачите доверители Тор Индустрис и Екзона Ризмани за отворање стечајна постапка на должникот Друштво за градежништво и услуги Соравија Инвест ДОЕЛ Скопје. Се отвора стечајна постапка на должникот Друштво за градежништво и услуги Соравија Инвест ДОЕЛ Скопје. За стечајен управник се определува Агрон Арифи, село Пирок, општина Боговиње, Тетово. Во решението е наведено дека во рок од 15 дена треба да се пријават сите доверители, но и должници на Соравија, како и сите доверители кои имат разлачно право врз имот на фирмата. Во случајот тоа е прва инвестициска банка од Бугарија која има хипотека врз зградата и разлачно право на неа. Почнува стечајната постапка и се формира привремен одбор на доверители. Составен е од првичните баратели на стечај и тој му одобрува на стечајниот управител Арифи наместо да исплаќа долгови, да уплатува пари на Певлако за градежни активности во реконструкцијата на зградата Соравија, како и за други трошоци на постапката, меѓу кои и хонорар за стечајниот. Но Државното правобранителство по барање на УЈП поднесува жалба и судот ја поништува одлуката и трошоците кои ги исплатил стечајниот. Апелација ја отфрла жалбата на стечајниот Арифи и лани во ноември потврдува дека парите од Соравија се исплатени спротивно на законот и на правилата за стечајна постапка. Во конкретниот случај, стечајниот управник кон доставените трошковници за месец јуни, јули и август 2025 година не доставил докази за побараните трошоци. Првостепениот суд правилно утврдил и дека стечајниот управник имал вработено 15 лица, што е спротивно на одредбите од законот за стечај, а за вработувањето на овие лица не биле доставени договори за вработување. По пријавувањето на други доверители, во одборот на доверители влегува и државата и главниот кредитор, Бугарската банка. Од судот ни одговорија чии представници влегуваат во актуелниот одбор, но не наведуваат кој колкава сума и процент на долг застапува во стечајната постапка. Постапката е во фаза на разгледување на план за реорганизација. Членови на одборот на доверители, избрани на собранието на доверители, се УЈП, 2СС Кичево, Манекс Корпорејшн, Тор Индустрис и Прва инвестициона банка АД Софија, и истите ги представуваат доверителите. Од отварањето на стечајот лани во јуни, до сега поминаа 10 месеци,
а на позицијата стечаен управник на Соравија Инвест сменети се вкупно тројца. За еден дури смена барала државна институција поради тоа што доверител е и државата. Стечајниот управник Агрон Арифи е разрешен по барање на Државното правобранителство на Република Северна Македонија, а стечајниот управник Маринко Саздовски е разрешен по негово барање од здравствени причини. Во моментот стечаен управник на Соравија Инвест е Томе Петров. Тој би требало да одлучува за случувањата во фирмата, чиј најголем имот е зградата или поново кулата Валхала. Код веќе објавуваше дека во сделките поврзани со Соравија учествувал и американскиот бизнисмен Ник Назар Мехмеди, по потекло албанец од Ресен, сопственик на повеќе стриптиз барови во Далас, Тексас. Според самиот Дрин Махмети, во Македонија, Ник Мехмети инвестира пари од продажба на негови акции кои ги има во компании во Америка, па дури ја спомна моќната IT компанија од САД, Nvidia. Според податоците до кои дојде код, Мехмети прво уплатил во бизнисот со Соравија 3 милиони евра летото 2023, а потоа наредната пролет 2024, пред парламентарните избори, уште 4,5 милиони американски долари, и тоа како позајмици кон компанијата Тор. Тие пари подоцна се префрлени во Австрија, на сметки поврзани со Хано Соравија. Исплатите се легални и не се спротивни на закон, тврдеше Дрин Ахмети во интервју за Код Длани во јануари. I don't even understand the accusation. I really don't understand the accusation for Soravia. It's a private property which was purchased. A deal was signed to be purchased. It's not closed yet as of now. We're hoping to close in the next coming weeks. But a transaction was done private. Who was damaged here? Who was the damaged party? A transaction is going around Macedonia, not in Macedonia. Yes, yeah, correct. And, because I'm telling you why. why. Taxes are not paid here, but no, they're paid in no, Austria. that's not true. That's not true. So first, Not no, that's not true. First and What's foremost, not true? That they are what you going said. around, No, or that- that we look. don't have taxes as a country. the company is not paying taxes for financing. No company pays tax for financing. What we received from abroad is financing, which in Macedonia is considered an investment. And we are growing the economy of this country by the money we're infusing from abroad, because we're not taking money away from here out. We're bringing money from out there here. And please let me explain. The payment of the share price that happened directly from Albania to Austria and from United States to Austria, that has nothing to do with the building. That has to do with the equity, with the capital that one day, 10 or 15 years ago, Mr. Hano Soravia invested in the country, and it's his right to take this money back. And he has paid taxes here for years, and he's continuing to pay taxes here still. So that point doesn't stand. And I ask the institutions, and I publicly ask everyone to say what we did wrong. Say from this transaction, from all the documents you have, which law was broken. Because we had 4 legal teams working on the transaction, from UK, from United States, from Austria, and from North Macedonia. Но веќе во тој момент, собственоста на Соравија Инвест е префрлена на австриската компанија Reutergut. Таа компанија е поврзана со Хано Соравија и Дрин Ахмети. Код упати прашања до Тор Industries не доби одговор до монтирањето на емисијата. Коти понатаму ќе продолжи да ги истражува и двата случаи, за се што се случувало во земјоделието, но и случувањата и шемите на Дрин Ахмети. Затоа и идната недела во исто време бидете со нас. Имајте пријатна вечер.